Не смееме овде да застанеме. Затоа што тој пат е трасиран. И само по тој пат вреди да одиме и да се движиме. Затоа нема многу алтернатива во изборот на овие избори. Затоа што од другата страна нема ништо. Празна слама. Нема ставови. Нема понуда. Има само назад. Има нови поделби. Има нови кавги. Има теории дали ќе се поништи договор или не. Никој не кажува како без НАТО и без ЕУ. А сите сме во државата за НАТО и за ЕУ. Никој не кажува како економија без НАТО и без ЕУ. Како младите ќе ги задржиме овде без НАТО и без ЕУ? Почувани граѓани, не сме веќе млада држава. Самостојноста на државата ова година ќе одбележиме со 28 години. И апсолутно многу работи веќе зависат од нас. Помина време на политиканство и политики. Време е за одлуки. На овие избори имаме едноставен избор. Имаме човек кој што е создаден за председател. 2014 режимот, заканите и уцените го земаа неговиот мандат. Тоа го знаеме сите. Тој беше победникот на тие избори. Но живеевме и работевме во режим кога луѓето се плашеа за својот живот, да не зборуваме за својата плата, не зборуваме за својата слобода или слично. Имаме човек кој што е едуциран да биде председател на државата. Универзитетски професор. Меѓународното право го владее. Човек кој што беше со Борис Трајковски и со многу други председатели досега. Човек кој што буквално созреваше за да денеска биде идниот пети председател на Република Северна Македонија. Стево Пендаровски е председател на сите граѓани. Човек кој што не ги дели граѓаните по ниеден основ. Човек за него кој што се исто и македонците, и бошнаците, и власите, и србите, и албанците, и турците, и ромите, и египтјаните, Рубин, сите во оваа наша држава. Заедно гледа на сите. И затоа никогаш не влезе во СДСМ, а беше рамо до рамо и со нас, и со граѓаните. Од друга страна, имаме луѓе кои што не кажуваат што ќе прават со договорот од Грција. Тешко им да кажат, немат став. Не кажуваат ни дали ќе го поништат, ни дали ќе го поддржат. Тоа знаеме сите што значи. Нема назад од договорот. Договорот е фер за двете страни. Договорот ни донесе пријател. Не може да нема став, да нема понуда, ниту Мицковски, ниту Силјановска. Ова е недозволиво. Се работи за председател на нашата земја. Не е било која позиција. Конечно, утре ќе го имаме првиот премиер на Грција во официјална посета на Република Северна Македонија и Скопје. 28 години независност правиме. Соседна земја. Доаѓа со 200 бизнисмени. Мултимилиардери се повеќе од нив. Со зарени очи инвестиции да има. Работни места да се отворат. Со работка да градиме. Да го дигаме стандардот овде. Сакат горато желба пријателство да покажат. Конечно, добивме пријатели. Затоа е важна и одговорноста на граѓаните. Јас сум убеден дека сите заедно, на еден достоинствен начин, на кристално чисти избори, на фер и демократски, како што личи за избор на првиот човек на државата, ќе истуркаме избори кои што ќе бидат и наша гордост околу фер и демократичноста, но и околу конечниот резултат. Јас знам дека ова наша земја ќе успее, затоа што си го знам народот, затоа што знам дека и кога вам било тешко, бил исправен и горд и чекорал напред. И знам дека ова шанс нема да ја пропушти. Ние сме тука, вие не охрабрувате и ќе водиме. Јас знам колку ми беше потребен председател за сите овие детали и во договарањето, и во градењето на концептот едно општество за сите, и за закружувањето на рамковниот договор. Знам колку на една влада, на еден премиер, на секој министер, на секој граѓанин им треба председателот. Лесно е да бидеш само критичар. Прашање е дали имаш храброст да чекориш и да носиш одлуки
no matter what, без разлика на се, знаејќи дека за државата е исправно. Тоа и треба на нашата земја. Имате, почитувани граѓани. Еве го, едноставен, обичен, од народот за народот. Нашиот пријател, другар Стево Пендаровски.